Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Оштетени 3 дрвени бандери со кои се прекинале техничките врски во дело Тетово заради сообраќајна несреќа. Над 2000 стари предмети и над 40.000 посетители во најмалиот етнолошки музеј во Тетовско Џепчиште во изминатите 30 години. Започнува изборната кампања за престојните локални избори. Триесет години одржување на духот на македонската историја и традиција. Симеон Златев Моне неуморно работи на одржување на најмалиот етнолошки музеј во светот, кој се наоѓа во Тетовско Џепчиште и е познат по над 2000 стари предмети кои се складирани во него. Самиот сите овие години со голема желба и љубов успева да го промовира македонското културно наследство. Не ни замислував дека во овие 30 години над 40.000 луѓе ќе го посетат најмалиот етнолошки музеј во светот. Симеон Златев Моне, собственикот на овој музеј во Тетовско Џепчиште, неуморно го одржува духот на ова уникатно место, со чување на старите предмети кои го отсликуваат минатото и постоењето на македонскиот народ и неговото битисување на овие простори. Денес завршуваат деновите на културно наследство, но Златев постојано го одржува културното наследство од предците, бидејќи како што вели, без минато нема иднина. Изработил и разгледници посветени на великанот Блаже Конески. Сум издал 11 книги, поврзани исто со музеот, така да нашите македонски предмети сум ги овековечил и преку поезија и преку слика. 11-тиот поглед на најмалиот етнолошки музеј на свет е сет на 25 разгледници кои ги посветив на великанот Блаже Коневски по повод 100 години од неговото раѓање. Он е еден од кодификаторите на современиот македонски јазик. Некој со право ќе се запраша од каде ми е храброста и посветеноста да допрам до македонскиот великан Блаже Коневски. Ништо не е случајно. Во 2000 година на конкурсот за поезија на литературниот клуб Кирил Пешинович при Домот на културата Илио Антевски Смок од Тетово, бев првонаграден со песната Икона, зашто добив дел од богатото книжевно творештво на Блаже Коневски. А во 2020 и 2021 година имав чест да го представам најмалиот етнолошки музеј во светот од Џепчиште Тетово на ТВ Алфа во музичко-забавната емисија Везилка. Тука во самата содржина на корицата се наоѓа цртеж на Везилка од академскиот сликар Павле Кузмановски, инспириран и посветен на истоимената антологоричка песма на Блаже Коневски Везилка. И така се направи една мисија да се заврши со ова 11-та книга. Можем да кажем за музеот е единствен во Македонија, може и пошироко, кој има знаме, химна, грб и лична карта. Иако светот речиси 2 години се соочува со пандемија, сепак музеот е секогаш отворен за посетители, кои во изминатиот период ги имало во доволен број. Меѓу нив неодамна дошол и председателот Стево Пендаровски. Минатата година, у пандемијата, ми дојде неговата екселенција председателот Стево Пендаровски, па потоа ми дојде амбасадорот на Франција во Македонија Тимоние, па потоа американската амбасадорка во Македонија Марија Кейт. И значи сум имал и посетители и други, ама сакам да кажам и сум направил неколку книги у пандемија. Сум бил активен на некој начин, тоа е вродено во крв. За нас нема препрека ни материјално, ни
здравствено, мислам, ја признавам болеста се, него самата работа те тера нашето минато да го представам, бидејќи без минато нема иднина. Златев секогаш има и нови планови. Во моментов работи на креирање афоризми со кои учествува на конкурси. Секогаш самиот напорно работи за да го одржува музеот, а засега помош нема добиено од државните институции. Би сакал во иднина предметите да имаат достојно место каде што би се складирале и заштитиле, со цел да се продолжи мисијата за зачувување на културното наследство на македонците. Се разбира дека не си заминавме од музеот без да ја слушнеме неговата химна. Не оставив прашината да ги покрие сеќавањата. Го бележе времето што одминуваше како прилега на вистината. И по мене нема да се забележи дека корените на големиот библиски македонски народ се оштетени. Етносот и понатака ќе теше ни жилите на вечната мудрост. При сообраќајна незгода во Тетово биле оштетени 3 дрвени бандери со што се прекина технолошката поврзаност во поголемиот дел од градот. Од СВР Тетово информираат и за пронајдена марихуана кај 4 лица од Тетово. Во продолжение следуваат деталите од полицискиот билтен. Вчера во СВР Тетово пријавено е дека се случило сообраќајна несреќа на кружниот тек кај улиците Видој Смилевски Бато и браќа Миладинови. Во незгодата учествувало патничко моторно возило со гостиварски регистарски ознаки, кое изгубило контрола и излетало од коловозот. Возилото било управувано од 65 годишникот гостиварско чеграње. При незгодата оштетени биле 3 дрвени бандери и метален столб од сообраќајен знак. Увид извршила екипа од СВР Тетово. Од извори на телевизија Кисиме Нада, причината за незгодата била неприлагодена брзина и возење под дејство на алкохол. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 16 часот на крстосниците на улиците Благоја Туска и Борис Кидрич во Тетово лишиле од слобода 21 годишник, 24 годишник и 27 годишник од Тетово, како и 24 годишник од Тетовска Брвеница. При нивен преглед на нивното патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки им била пронајдена марихуана. Четворицата се задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто против нив ќе следуваат соодветни поднесоци. Вчера околу 21 часот и 30 минути полициски службеници од СВР Тетово привеле двајца малолетници од тетовското село Копанце на возраст од 14 и 16 години, затоа што околу 17 часот се уште неколку други малолетници физички нападнале малолетник од Копанце. Притоа еден од напаѓачите, според пријавеното, користел и метален предмет. СВР Тетово презема мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер во 23 часот и 20 минути во СВР Тетово пријавено е дека на улица Бањешница во Гостивар патничко моторно возило со гостиварски регистарски ознаки управувано од 20 годишен гостиварец изгубило контрола и удрило во 2 паркирани возила со гостиварски и со скопски регистарски ознаки, собственост на 22 годишник и 35 годишник од Гостивар. Во несреќата со патникот од Гостивар се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат, додека на возачот му биле констатирани телесни повреди. На местото на несреќата увид извршила екипа од Оделенијата за внатрешни работи Гостивар. Денес започна изборната кампања за престојните локални избори кои ќе се одржат на 17 октомври. Политичките партии со пресконференции ги најавија своите активности. Демократската унија за интеграција на пресконференција ја презентираше изборната кампања за Гостивар. Заедно со Невзат Бејта како кандидат, по 17 октомври ќе ги започнеме заедничкиот пат за чист град, безбеден за жителите на нивните деца, за модерна јавна инфраструктура, спорт, рекреативни капацитети и квалитетно образование. Време е да станеме на нозе сите за Гостивар, да се стави крај на хаосот, да се ослободи градот од кучињата скитници, да се претвори депонијата Русино во безбедна и уредна депонија и да се отстранат казината подалеку од центарот на градот. ВМРО Народна партија на пресконференција го представи носителот на советничката листа на престојните локални избори и изборната програма.
ја свикавме оваа пресконференција за да ги известиме граѓаните на општина Тетово дека на предстојните локални избори ВМРО Народна партија ќе настапи самостојно со своја листа за членови на Советот на општина Тетово. Носител ќе биде секретарот на општинскиот комитет Стевица Сарковски. Ми представува голема чест што ја добив можноста да бидам носител на нашата советничка листа, а истовремено имам и голема одговорност пред членовите, симпатизерите и гласачите на ВМРО Народна партија, како и пред сите граѓани на Тетово, да се бориме за исполнување на целите од нашата програма. И тоа: доследно почитување на Охридскиот рамковен договор и правична застапеност на македонците во локалната самоуправа. Бараме политичка функција за македонците, односно со следниот совет на општината да председава македонец. И нудиме на политичките партии од македонскиот блок да подпишеме договор со кој партиите кои ќе освојат мандати во идниот совет нема да учествуваат во конституирање на истиот, се додека не се оствари целта македонец да председава со советот. Ќе се залагаме за нулта толеранција за корупцијата во локалната власт, правична застапеност во распределбата и трошењето на буџетските средства. Понатака ќе се залагаме за изградба на нова пречистителна станица за отпадни води по сите светски стандарди. Ќе се залагаме за изградба на регионална депонија за цврст отпад и воведување на систем за селектирање и рециклирање на отпадот, како и за враќање на стариот спортски центар на граѓаните на Тетово. Ви благодарам за присуството и уште еднаш ја користам оваа можност да ги повикам сите тетовчани да излезат масовно и на предстојните избори да ја поддржат советничката листа на ВМРО Народна партија под реден број 14. Форумот на жени на ДУИ викендов организираше работилница на тема Гостивар семеен град. Целта е да се слушнат мислења, ставови и идеи од припадничките на женскиот пол за подобрување на животот и условите во Гостивар, рекоа организаторите. Сведоци сме сите дека секој ден се соочуваме со проблеми огромни проблеми во инфраструктурата, проблеми во јавната чисточа, проблеми со јавните услуги, недостаток на паркинзи, проблеми со креирање на нови работни места, проблеми во образованието, културата, младина и спорт. И овие проблеми барат решавање и мора да се решават на некој начин. Заради ова цел да ни беше да ги поканиме овие жени и да бараме од нив, да дебатираме, да бараме идеи, предлози како би ги решиле овие проблеми, па на крај да формираме еден лист на приоритети кои ќе му бидат предлагани до идниот градоначалник на општината за Кандидатот за градоначалник на Тетово Снежана Стојановска, поддржана од партијата Интегра, објаснува зошто не била присутна на потпишувањето на Кодексот за фер и демократски избори. Таа упати и порака до граѓаните. Пред да почне кампањата како што почна денеска, за избор на градоначалник на Тетово, во кој влегувам и јас, би сакала само едно до објаснување во начинот на кој што бев информирана, уствари не бев информирана, но сознанието мое дојде многу покасно, зашто прво забелешка не до изборната комисија, не до вашата телевизија, но до Интегра, која ме поддржува како независен кандидат. Но јас сепак сум зависна од гласачите на Тетово. Ако ме изгласаат, тоа значи сите во што поголем број да излезат и да си го остварат своето граѓанско право, затоа што сепак сите живееме во истите простори, сите создаваме во истите простори. Тука ни растат и деца, и внучиња, и пријатели, и сите оние, како мултиетнички град, да дадеме таму кај што мислиме дека е најдобро. Само така ќе успееме и собствениот глас да го искористиме, а и на граѓаните да сватат дека се зависи од нив. Партиите кои што учествуваат на локалните избори во Гостивар се обврзаа дека ќе го слушнат гласот на младите. Викендов беше потпишан меморандум за соработка во склоп на проект на група младинци.
Председателите на ограноците на политичките партии во Гостивар, кои имаат советнички листи на локалните избори, потпишаа меморандум со кој се обврзаа дека ќе го слушаат гласот на младите и ќе ги вклучуваат во донесувањето одлуки. Настанот беше организиран од група младинци и юнити во рамки на проектот Политичка поларизација. Qëllimi I vetëm I këtij memorandumi të bashkëpunimit është aktivizimi I të rinjve të qytetit në vendimarrje dhe Целта на проектот е јакнење на соработката помеѓу младинските форуми на партиите и председателите на огрануците на политичките партии од аспект на младински социополитики. Точките од овој меморандум за соработка произлегува од 3 работилници кои ги спроведе нашата организација, кои ќе можат да се реализираат единствено со поддршка од локалните политики. Целта на овој меморандум е активирање на младите од градов во донесувањето на одлуки и нивно унапредување и да служи како позитивен пример и за другите градови во земјава. Проектот што го имплементираат младинците добива поддршка од невладините Democracy Lab Тетово и Young Cities Лондон. Спроведена акцијска контрола на возачи кои управувале возило под дејство на алкохол, при која биле санкционирани вкупно 17 возачи. Вчера вечер од 22 до 4 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акцијска контрола на возачи кои управуваат возило под дејство на алкохол. При контролата откриени и законски санкционирани биле 17 возачи, 13 во Тетово и 4 во Гостивар, кои управувале возила под дејство на алкохол. Сите прекршители веднаш се исклучени од сообраќај и изготвени им се соодветни поднесоци. При контролата исто така санкционирани се и 19 други видови прекршоци. На почетокот на изминатиот викенд на ова подрачје спроведена е и акцијска контрола на мотоциклисти, при што биле констатирани вкупно 37 прекршоци, 17 во Тетово и 20 во Гостивар. Најголемиот број од прекршоците се однесувале на некористење на заштитна кацига, односно шлем. 6 мотоциклисти управувале без возачки дозволи, а еден нерегистриран мотоцикл. Откриени и адекватно санкционирани биле и 27 други видови прекршоци, 25 во Тетово и 2 во Гостивар. Следуваат информациите од спортот. Фудбалерите на Ренова продолжуваат со одличните игри во прволигашката конкуренција. Тетовската екипа во рамки на 8-то коло на првата македонска фудбалска лига на домашен терен го совлада составот на Брегалница од Штип со убедливи 5:2. Вториот тетовски представник Шкендија одигра само 1:1 на гостувањето во Струга. На останатите надпревари беа постигнати следниви резултати. Академија Пандев Шкупи 1:3, Работнички Пелистер 1:1, Борец Скопје 0:2 и Тиквеш Македонија Ѓорче Петров 3:0. На табелата на делба на првата позиција се Шкупи и Ренова со по 17 бодови, додека Шкендија на 6-та позиција со 11 поени. Екипата на Гостивар ја забележа првата победа откако во 5-тото коло на втората лига Запад на домашен терен го совлада Охрид со 2:1. Фудбалерите на Тетек загубија во дербито на колото од Силек со 2:0, додека Беса одигра херојско реми 2:2 со Скопски Вардар на гостински терен. На останатите надпревари Кораб Кадино 1:0 и Воска Велешта 4:0. Играа првиот пласираниот и второ пласираниот тим дерби на колото, меѓутоа грешките си го направија своето. Нажалост повторно една грешка во одбраната не кошташе пораз. Иако цело време се државме добро, Силекс успеа да искористи она што ние им дозволивме како грешки да го направиме и го загубивме овој дерби надпрев. Не е ништо загубено, повторно сме во врвот на табелата. Задоволен сум од играта, од залагањето, меѓутоа нормално. Кога ќе се загуби не сме задоволни од резултатот. Честитки до екипата на Силекс и се надеваме дека веќе во наредното коло ќе излеземе повторно посилни и ќе се вратиме на првите места на табелата. Добро, ние бевме свесни дека се работи за една млада екипа која е предводена од Славчо Ѓоргиевски и од Цветковски, дека работа добро, они го покажа тоа и во почетокот на првенство, не случајно се на второто место. Очекувавме еден ваков тврд надпревар, имавме малце проблеми со некои играчи кои што беа повредени, меѓутоа еве гледате добро све се заврши за нас и продолжуваме наму каде што и ни е целта фактички. Јас и пред доаѓањето во Силекс кажа дека приоритет ќе ни биде влез повторно во првата лига.
На второлигашката табела во водство е Силек со максимални 15 бодови. Беса и Тетек се на делба на 4-та и 5-та позиција со по 7 поени, додека Гостивар е 8 со 5 бодови. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.